Дечки, уште еден трейдинг рекеп за оваа недела со најдобриот трейд, уствари најголемиот ранер што го имам држано у мојата трейдинг кариера. И сега ќе ви го покажам на TradeZella. Значи, земав профит на некои 220-230% на трейдот на AMD у четвртокот, ама најважната работа од се е тоа што веќе имав два неуспешни денот. Значи, денот го завршив со плюс $229 профит, ама можете да видите дека само 33% успешност имам. Уствари имам еден од три трейда. Што значи тоа? Риск ревордо на овај ден ми е ненормално многу добар. Со еден трейд, не само што покривам два лузинг трейда, туку и завршувам со плюс $229 профит. Тоа е првата работа. Втората работа, што ми е најбитна моментално. Погледнете, денот го започнав со два фейкаута на AMD. Break retest неуспешен со 0 DTA, со 1 DTA expiry, многу волатилен контракт, стандардно што би земал лос на минус 20%, тука ми отиде минус 51. Вторио, исто, уште еден фейкаут на AMD, минус 46% лос. Ја веќе бев тука минус $490 у минус. Е сега, која е разликата од претходната недела трейдо до овај трейд? Тоа што претходната недела дозволив да ми влијаат неуспешните трейдови за да екзекутирам уште на мојот добар сетап. Тоа што го направив подобро овај пат е само едноставно пробав да бидам сталожен некои 15 минути да се изчистам скроз, значи има се снимано на лайв со студентите. Значи има 10 минути на трейдот дека што буквално ништо не зборам и чекам некои 27-28 минути за да ми се укаже уште една прилика и без никако двоумење, значи го повлачам последниот потек што ми прави вкупен ROI 138% профит на AMD, уствари од минус скоро 500 одам на правам трейд со плюс $720, најголемиот дей трейд што го имам направено за толку краток период. Сега ќе ви го покажам на видеото како изгледа. Значи, погледнете. Првата работа. AMD е тука, имаме ги SPY од десната страна, QQQ. Првиот трейд на AMD што го отворив беше тука, break, retest, имаме две свеки, после, значи што пробуват да задржат, тука некаде го отварам првиот, после неколку минути го отварам и вториот, гледате што се случува, значи двата ми пропаѓаат. Добар риск менеджмент беше, иако е минус 50%, само чекав да ми затворе свеќе под мојот левел, направи ми инвалидейт и излезов од трейдот. И сега, третиот пат, чекам, значи, од тука до тука, скоро пола саат чекам, за да ми се укаже нова прилика. И кои се тука клучните работи, сега ќе ви покажам. Прво, гледам дека AMD пробува да направи дабл ботом на долниот бенд на VWAP, 263.31 долниот бенд на VWAP. Погледнете каква зелена свеќе ми ваде. Само што ја гледам оваа свеќе, го отварам трейдот, тука можете да видите. Значи, само што го отварам. А од десната страна, многу битна работа. QQQ е исто така на долен бенд на VWAP, од како веќе има оформено ботом, тука, значи има потенцијален на higher low, а SPY, нешто што размислував како размислуваат другите играчи во овој момент. Мислам дека многу луѓе го поценија 699 левело на SPY, што е претходниот all-time high. И мисля дека, значи, секе пропаѓа надоле, пошто целата берза беше у даунтренд од отварање. После неколку фейкаути, значи, буквално сите технолошки акции отидоа у даунтренд. И сега, што ми беше на мене целото размислување тука? QQQ задржува, SPY потенцијално, значи, губеа го волумено од претходната, значи имаме помал волумен и може да исто да одбие од 699 левел, го рачунам дека ми е стубо и онако задржи дека има огромни шанси целата берза да сврте нагоре и тоа да биде bottom of the day. Ама моментот кога ми се укажува на AMD,
дека го задржува VWAP, покажува волуме, на мене ми е тоа исто како bounce ретест со јак волумен, со јак price action, заради тоа што ботом му е доле, гледате, претходно има направено, значи ово автоматски ќе биде higher low, а ако пробие pre-market low, што беше претходно тука на 266 левело, претходно дека ги направи фейкаутите, значи автоматски ја крши целата структура и си фаќа аптрендите тука, очекував еден сквиз тука, еден сквиз на 267 на горниот VWAP и над 270, очекував дека и фондови и хедж фондови ќе си ги покриват шорт позициите, односно ќе им титкат аларми дека праве AMD нов all-time high, тука влегуваат многу баери, тие што имат шортано си ги покриват позициите, што значи дека купуваат, и целото тоа го коментирам на лајво и од таму ми доаѓа сигурноста дека ќе имаме неколку сквизови поред и за тоа ги држам овие ранери. Значи првиот профит го осигурувам на некој 50, мислам дека на 50%, а после тоа наредниот го земам, вториот го земам на 200 и третиот го земам на 230, ако не се лажам. Сега ќе го исклучам само звуко и ќе ви покажам како тоа изгледаше. Погледнете сега. Тука го отварам, тука можете да ја видите AMD. И сега полека ќе скролам. Еве го првиот, окей, имаме, добар, бам. Значи правиме тука брейк на pre-market high, така ли? Сега првиот ризик за take profit ни е тука 267, заради тоа што е горен бенд на VWAP и е битен левел. А во исто време, иако QQQ веќе оформува некој движење за да фаќа bullish моментум, имаме pre-market low како resistance level, имаме previous day high како resistance level, а SPY уште го нема задржано овај bottom што би сакал да го задржам. За тоа викам, сега ќе видите тука од 3 контракта, ќе продадам еден, ќе ми останат 2 контракта, тука баш, на 49% некаде. Еве го, sell, значи останало 2, lock-in profit, и заради тоа го спорам, значи да се осигурам иако имаме одлична свеќе. И сега наред, гледате дека SPY тука почнува да задржува, QQQ се боре да пробие исто така. Гледајте сега кога го пробие 267-мицата AMD. Еве, погледнете каква свеќе. Оваа свеќе се случува заради тоа што сите што се биле шорт, веќе гледат дека играта за шорт е завршена тука кај AMD. И единственото нешто, тука имаме намелување заради тоа што земат неколку профити, а тука веќе почнува да на 267 да покриват позиции. И тука веќе сум многу самоуверен заради тоа што знам дека многу порано имам влезено у трейдо од другите трейдери, дека трейдерите или тука тек ќе почнат да влегуваат. И ако погледнете исто така, имаше и Винсент Десијано извадено на Инстаграм рекеп од неговиот трейд на AMD, ќе видите дека мислам дека на 267 и после на 270 улава. Значи тука е оно поголемата конфирмација. Јас заради тоа што сум улезен од претходно, одлучувам да не ги продавам тука позициите и ги држам за уште повеќе профит. Со тоа што првиот take profit гледам како ќе се одвива на 270, што е претходниот all-time high и во исто време high of day. Ама паралелно ги следам SPY, QQQ и ја коментирам Nvidia тука у целата работа, заради тоа што Nvidia можете да видите тука дека акумулира меѓу 196 и 197 и 500. 197,5. Nvidia ако направи breakout тука, тоа го коментирам дека автоматски може целата берза да ја подигне, да ја носе на грб, заради тоа што она лагира. AMD е пред неа, Palantir е пред неа, Nvidia лагира. И тука им објаснувам на студентите дека ако Nvidia пробие, уште толку посамоуверен ќе бидам да чувам за повеќе профит. Сега тука 267 пробива, тука правиме ретест. Ретестот е успешен, погледнете што се случува. Тука веќе апсолутно се откажуваат шортерите и тие што улават у трейдови, улават со многу поголеми позиции, пошто се крше тука целата структура и над VWAP се наоѓаме, значи дополнителна конфирмација. Контракто плюс 80% моментално. Гледајте се. Уште еден ретест, бам, зелена свеќе. Уште волум. Еве ги. 2 сквиза, страшни, оде 137% профит контракт. И сега на 270, тука збор. А ако пробие, гледам тука, значи очекувано зимат профит трейдерите што се влезени тука и тука. Меѓутоа, заради тоа што
Погледнете го волуменот, колку е засилен. Тука, ако победат баерите, автоматски имаме шахмат за сите шортери и фомо за институциите што немаат влезено претходно и за нови трейдери што сакат чист A+ сетап на break и retest на 270. Со тоа што ја уште имам 2 контракти од, погледнете кој е ентри тука, скроз доле, и најакото е што стоп лосот ми беше одма под VWAP, значи ќе бидев многу малце у минус ако не успееше целото ово. Натаму, гледате, сквизо се случува, огромна зелена свеќа, уште една после неа, контракт оде 198%, тука ќе продадам 200%, тука ќе продадам уште еден контракт, за да осигурам профит. Тука останувам на еден контракт. И сега, наредно, значи тука школски се случува break и retest, имаме на неколку левели. Имаме break и retest на pre-market high, имаме break и retest на 267 и горен бенд од VWAP, имаме break и retest на 270, што е претходен all time high и исто што е high of day. Значи, сега моментално, со целиот моментум, дефинитивно имаме многу полесни сетапи за трейдање, меѓутоа, како што ви кажав, најклучното за мене беше што бев огромен минус $500, 2 лузинг трейда на фейкаут и на истата акција што ја фаќам после за 220% профити. Може да видите тоа како изгледа. Прави ретест, еве, тука чекам зелени свеќи, готово. Значи буше нагоре, high of day е 272,5 некаде. Сакам тука да ми даде сквиз уште ден, не ми го дава. Значи оде до, веќе сум тука индаман и така да многу е. Некој 220% оде у плюс. %230% оде тука плюс. И тука малце станувам лаком, сакам да ја чувам скроз догоре, а неколку пати ќе оде нагоре, надоле. Тука, ако ги следите, значи индикаторите на другите трейдери, златната и зелената, додека не се прекрше, значи микротрендо е многу добар, уште у булиш моментов. Ја тука веќе сум изморен и, пошто овај лайв трае скоро, гледате тука саат и 48 минути и беше, после тоа многу беше емотивно за мене, заради тоа што успеав да направам камбек, што претходната недела не го направив, заради тоа што не се усмелив да направам уште еден трейд. Лекциите ми се тие дека без разлика кој е резултатот на трейдо, значи ако се држиме до нашиот сетап, што знаеме дека веројатноста на успешност со тек на трейдовите ќе биде позитивна, нема зашто да дозволуваме претходните трейдови да ни влијаат. А исто така, тоа го зборев и на студентите, не треба тоа што имаме тука PNL или огромни профити, не треба да не плаше да излеземе порано од трети, да не ги чуваме ранерите, заради тоа што ако на нас чарто ни покажува дека продолжува моментумо, нема зашто да се плашеме ние дека би го изгубиле профит. Гледате тука веќе ми е земен трейдо кога видов и оваа втората црвена свеќа која почна да испунува, а AMD после продолжи и над, значи испуни скроз догоре, значи можело да отиде на плюс 300-400% овај трейд. Меѓутоа, за мене овај трейд и овај ден беше огромно брейктру. Радувам се и за сите студенти што направија многу профит и за наредните трейдови што ќе правиме со уште поголема самодовер. Така да, тоа е се за овај рекап и имајте успешна недела. Се гледаме. Чао.